Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Рок, мод, полициска Словенија, југословенски сон, конечно мртов. Денес на ова тема ќе зборуваме со две девојки од Македонија кои што живеат во Словенија. Здраво и Здраво, Джейлан. Благодариме за поканата, многу ми е мило што сме тука денес. Ние се го поделивме малку концептот за тоа што она живее во Словенија доста подолго од мене. И ги почнеме да зборуваме така што јас ќе кажам како на нас од државите на бивша Југославија не изгледа животот во Словенија, а таа ќе каже како навистина е тоа. да, баш интересно. Добро, првото прашање е која е Словенија што ние ја знаеме, како изгледа? Па да, значи мислам дека горе доле сите знаеме што следува во Македонија, кога некој ќе спомне Словенија, секогаш истото словенците секад беа толку понапредни од нас. Во Југославија одмав влегува после тоа во Европска унија, таму секогаш беше се супер, тие секогаш беа побогати, попаметни, не знам што и наведам стварно Словенија изгледа како земјата на сеништата од перспектива на еден македонец, бидејќи Балкан во исто време чиста, во исто време преубава, има планини, има мориња, образованието е бесплатно, здравството е бесплатно, изгледа како да има огромни можности на не толку далечен километража од дома. Но, кога веќе си тука, полека гледаш дека сликата е можеби малку премногу совршена и не е така како што изгледа. Значи не е она што ние го замислуваме за Словенија, ама можеби поради бесплатното здравство и образование ни се прави некоја таква слика за Словенија. Да, ама еднакво како се тие работи од страна бесплатно здравство и како е тоа во реалност. Кој стварно може да добие бесплатен доктор, например? Да, тоа е другата дилема. Да. Добро, а како денес се живее во Словенија? Вон таа слика што ја знаеме. Да, вон таа слика што ја знаеме, една од најголемите, моментално баш кај некоја ситуација која што е резултат на задни 30 години на некое либерално рушење на некои основи кои што беа можда поставени во некој бивши систем, например. Исто како што имаше некоја 20 годишна приватизација, исто како што по цел Балкан, исто како што некои олигарси и мафијаши има испокупено разни фирми јавни, исто како што имаше, например, некои градење на црно и слично, тие процеси не се туѓи и во Словенија. Со тоа што на малку по-софистициран начин се прави истото, али во секој случај лека по лека се познаваат, односно сега задниве години да се познаваат многу побрзо резултати на некои мафијашки послови. Со тоа што е чак и тој што е сега премиер, кој што се вика Јанез Јанша, е човек кој што е познат на многу, што од времето на Југославија преку разни некои шверцови на оружје за време на војната, и меѓу другото со разни афери, кои што се, например, купување на некои тенкови, кои што на никој не му требаат, купување на хеликоптери, сега оваа година си го искористи и COVID, за да нарачаат некои маски за 3 милиони, кои што никој не ги виде, ни милионите, ни маските. Така да, тоа е една ствар, друга ствар е тоа што принципот мој твој, по кој што се вработуваат луѓе и по кој што се поставуваат луѓе на јавни и одговорни функции, владе и овдека. Така да, задни, пример, прошлата недела можевме да читаме за некој кој што од министер за одбрана станува преку ноќ министер за здравје, па после се одлучуваат не, сгрешивме, не требаше вака, ќе го ставиме овој третиот кој што бил претходно министер за инфраструктура да биде министер за здравје и слично. Така да тоа е еден таков циркус кој што го гледаме моментално политички. За време на пандемијата дојдоа на власт, направија кризен штаб, сменија сите некои одговорни функции кои што со своји луѓе. До душа тоа е некоја ствар која што секоја влада ја прави, со тоа што оваа влада, например, воведе и некои тотално ирационални решенија, така именувани решенија за пандемијата. Едно од тие решенија е тоа дека и сега имаме полициски час од 9 навечер до 6 наутро. Веќе 101 ден.
рекордери сме по должина на полициски час за Извинете, значи морам тука да допрашам нешто за полицискиот час. Тоа е поради големата бројка на заразени или поради последните случувања во Словенија? Како вие бројката на заразени е зависна од други некои фактори, например тоа дека одредени касти на луѓе мораат да се појавуваат на работа. Дека тие кои што се дизајнери и уметници едно друго, окей, на нив они се у карантини, можат некои да работат од дома, некои примаат чак и пари од влада, затоа што влада купува некоја такозвана лојалност. Али да, имаше протести секој петок против тие некои владени политики. Бројката на заболените уопште не се има помрднато, се е околу 1600, 1700, 2100, 2300 луѓе на ден, што е многу за една Словенија. Плюс стапката на смртност е највисока, односно една од највисоките во Европа, што апсолутно значи дека тоа резонирање, тој полициски час и слично, сите тие одлуки кои што ги прави владата не се на место. Плюс тоа што сме затворени на општини, што значи дека ти ако живееш во Лјубљана, треба да се движиш, имаш таму документ, например, дека си во Лјубљана регистриран, ти не смееш без некоја дозвола, значи да идеш во други општини. Тоа исто така прави да се спречуваат не само едноставно нормален живот на луѓе, туку и некаква мотивација, желба за учествување на протест или другото. Ама тоа е друга тема. После сето овие забрани од страна на владата, бројките не се намалени. Така што се апсолутно... Значи така да кажеш дека не е ефективен полицискиот час? Апсолутно не. А вака да кажам, додека нема полициски час, како се одвива животот? Дали работат кафулињата, пример, дали луѓе излегуваат? Работат само тие што мораат да дојдат на работа, значи тие што работат во фабрики, супермаркети, аптеки, бензински пумпи. И горе-долу тоа едно време беше затворен јавниот превоз. Значи тие луѓе што мораат да дојдат на работа фактички нема како да стигнат на работа. Јавниот превоз беше затворен, тоа беше баш најладно со најмногу снег. Сега е пуштен пак во потреба, така што работат ете луѓето кои возат автобуси. А такси компаниите работеат, така? Такси компаниите работеат, да. Но секој нема доволно пари за да оди со такси на работа. Тоа е дефинитивно. Така што јас тука забележувам дека проблемот е пак класен, како и секој друг проблем. Значи тие што нели имат подобар живот, подобар стандард, можат подобро да живеат дури во услови на пандемија отколку обичните работници. Апсолутно. Да, за жал. Мислам, очигледно секаде е тој ист проблем. Добро, сакав нешто да повеќе да се информираме околу автономните зони или слободните простории. Ке може ли да не информирате, пример, за овие појави? Што значи автономна зона или слободна просторија? Да, вака, значи во Словенија има 3, значи има слободни автономни простори, тоа значи дека луѓето кои ги имаат преземено на некој начин на страна на владите имаат целосна автономија, слобода да ги користат тие простори од нив да прават што тие мислат дека е потребно. Едно од нив добро не е автономен простор, ама е слободен простор, е Радио Студент, кој постои од 1968 година. Е директна последица на студентските протести кои ги имало тогаш во Словенија. Од тој ден до денес Радио Студент е најстарото студентско радио во Европа. Значи, многу е важно да се напомене дека Радио Студент работи горе-долу највеќе на волонтерска база, освен што добива мали фондови од студентскиот сервис на Словенија. Но најчесто тие фондови ги користат за купување на опрема и за патување на новинарите кои работат во радиото, за да може да патуваат до некои дестинации каде што на мејнстрим медиумите воопшто не им паѓа на памет. Значи представници од Радио Студент биле во Курдистан, биле во Рожава, по Балканот да не збориме, пак така што на кратко они стварно известуваат за сите политички случувања во светот,
без влакна на јазикот, без никакви преседања. Освен тоа, Радио Студент одлично место за млади уметници, музичари, да ја почнат својата кариера, да се изразат креативно, да покажат што знаат. Така што интересно за Радио Студент што оваа година тој студентски сервис што го спомена дека ги финансира колку толку, реши дека повеќе е време да не ги финансира. Таму некои 10 студенти од 18-19 години решија дека е време да се затвори Радио Студент, затоа што не било инклузивно до нив, младите повеќе не ги интересирало што се случува во светот на тој начин. И тие сметаат дека е време да се затвори Радио Студент. Што се прави сега со тоа радио? Да, се уште не е донесена конечна одлука, има јавна дебата секоја недела, каде што тој сервис или нуди нула средства на Радио Студент, или нуди некои понижувачки средства кои се само, не знам, многу културен начин да им кажат ајде, поздрав, тргнете се, не ни помогнете веќе на глава. Така што тоа е уште една од борбите која се уште се води, сам што почна пред кратко време, се уште се води тука во Словенија. Другата слободна зона е Метелкова, тоа е во самиот центар на градот и на стара касарна која ја изградила уште Австро-Унгарската војска, после ја користела и војската на Југославија. Денеска е исто така место на слободни простори, помали кафичи, уметнички галерии, инфошопови, огромно плато за собирање на луѓе, за буквално се што може да му падне на еден млад човек на памет да прави, може да го направи. Јас овие простори ги разбирам како некои простори за социализација меѓу луѓето? Апсолутно. Отворени простори за социализација на секој кој сака да биде дел од нив, отворени за сите и секогаш. Освен сега кога се отворени дури и тие простори. Важно е да се напомени исто така дека во Метелкова има голема LGBTQ+ заедница, има исто така мигрантите кои живеат во Словенија се повеќе добродојдени таму, има анархистички колективи, има уметнички колективи, се буквално се што не се конформира во либералната или десницата политика на властите е таму. Тоа, колку се можам да разберам, како на некој начин самоуправни се тие колективи, така? Да. И самоодржливи. Па најголем дел да, некои не се. Секако Метелкова е многу познато место и навалето им доаѓа во прилог да остане да продолжи да почне затоа што привлекува многу туристи. За жал, многу бели туристи кои сакаат да доаѓат да се сликаат таму со небањатите. Вече да те сликам тебе. Да, ама најголем дел од Метелкова се управи само одржлива. Добро. Сега Рок, што се случи со Рок? Значи, изминатите денови бевме сведоци на рушењето на просторот и насилно вадење на луѓето од таму. Иако по медиуми кружеше веста дека празен бил просторот и немало луѓе, но стигна други информации дека таму имало луѓе кои што беа насилно извадени, па гледав некои фотографии каде што се приведувани луѓе што живееле таму, па се употребувало солзавец. Дали вака мислам вие бидејќи таму живеете, дајте ми некоја појасна слика за тоа што се случи. Вака, освен Метелкова и освен Рок чак, имаше и други некои автономни зони по цела Словенија во изминатите 15 години, кои што се почна еден по еден да се затварат, односно не самиот себе, него други почнаа да ги затварат и обично тоа е некоја општина. Во случајот на Љубљана, општина Љубљана начело со градоначалникот Зоран Јанковиќ, уште од пред 15 години имаат некаква цел да го затворат Рок. Сега, Рок, за разлика од Метелкова, е еден доста поголем простор, повеќе згради има во кои што уствари работеа многу различни колективи, кои што од почетокот уште беа ориентирани малку повеќе на некоја политичка и критичка мисла.
Што значи дека додека Метелкова, како што Кажа колешката. слушнавме, да, како што слушнавме, почна да се ориентира према некаков туризам, сакала некела како последица на некои процеси на гентрификација и на тоа дека Љубљана стана стварно популарна од 2008 дале, отприлика како некоја нова Европа. И на тие некои туристи на кои што им беше досадно едноставно да идат у Париз за викенд или у Берлин на кафе или што ја знам, беше интересно да го истражуваат бившиот социјалистички Балкан, кој што е сега станат еден од нив. И доаѓа овдека и сега Љубљана е многу мал град и многу е досаден ствари, и со тоа што оние имаа Метелкова, некако тргнаа да промовираат Метелкова, почна да се ориентира сама од себе заради вакви притисоци повеќе на некоја уметничка сцена. Почнаа да фалат некои основни ствари, како што е, например, организација на луѓето кои што беа избришани во времето на Југославија, кои што живееле во Словенија. Тоа е еден огромен скандал и црна дамка на историјата и сегашноста на Словенија, тоа што едноставно на некои луѓе кои што немаат правилно словенечко презиме се одлучиле од ништо да им ги уништуваат личните документи и со тоа луѓето почнаа да губат здравствено осигурање, тоа што немаш документ да докажеш дека овдека живееш. Луѓе кои што се раѓани овдека, деца, имаат исто укинувано документи. Почна да се организираат во Рок. Рок беше некоја фабрика која што беше напуштена, фабрика за точаци, многу славна во Југославија, која беше напуштена во 90-тите, као многу на други фабрики. 2006-та, од која чмаеше празна многу време, дојдоа активисти кои што им беше ова интерес да се организираат овие луѓе, дојдоа некои уметници, исто така архитекти, почнаа да се организираат таму. Меѓу другото, исто и протирасистичка фронта на луѓе се организираше таму. Невидни радници од цел свет се организираат таму. Значи, сите босанци што работат овдека, што градат ствари по Словенија, они почнаа таму. И Рок функционираше на тој начин, отприлика со додаток на некои уметнички ствари кои што, например, Метелкова не може да ги издржи, како што е циркус, например, на кој што му требаат многу високи зидови. И после 15 години такво функционирање со доста некои напади, еден од кои што најславните беше 2016, каде што Јанковиќ и место и општина Љубљана тргнаа во напад со багери да рушат Рок, затоа што сакаат таму да влечат пари 5 евро кафичи, цена за лате макијато за туристи. Тргнаа во напад и сега на 19 јануар, вторник, конечно им успеа, извадија луѓе од спиење, буквално ги излекоа надвор, точни се тие слики кои што ги видовте, на многу насилен начин и без никаква правна основа. Значи, нема никаков документ за извршител да може тамо да ги вади уопште, да ги пипка тие ствари на тие луѓе кои што се таму. Полиција дојде со некој созевец да напаѓа луѓе кои што само сакаат да дојдат назад до своите ствари, до своите простори. И тоа беше таков удар на критичка мисла, али на жал не е ни единствен удар на критичка мисла и на простор едноставно и на луѓе кои што вложувале свој живот 15 години во нешто. Отприлика колку луѓе таму живееле, престојувале? Како кога, мислим, во Рок, тоа е најдобрата ствар, тоа што немаш никакви некои потврди колку луѓе ноќеска ќе бидат каде или како год, затоа што многу беше целиот тој простор, сите колективи луѓе, имаше in general, имаше повеќе од 200 луѓе кои што оперираат таму, например, на некоја дневна база. Имаше плюс, например, на некој ивент, например, ако има, ќе дојдоа по 500-600 души околу некоја ствар, ако се организира или ако има некоја забава или било што. Тие кои што живеат таму, имаш некои стандардни луѓе, околу 30, например, ама имаш увек некој простор, например, за мигранти кои што се на пат и кои што едноставно државата нема никакви капацитети, ниту интерес
Или за бездомници се готвеше исто, така да рачуна, ако готвиш ти навечер за да спремиш за да утре са бајле јадење за бездомни, остануваш урок како треба. Така да тоа беше увек некако се одзиваше многу јако на потреби, кои што беа различни од ден на ден. Добро, што сметате зошто се слуши рок? Дали тоа е политичка одлука? Дали на властите им сметаше рок не само како место каде што ќе изгледат кафичи, туку дали се плашеја, да кажам, од препознатливоста, пропагандата што се ширеше од рок, пример за колективно живење, за заедничарење, солидарност и така натаму. Дали пример на властите тоа повеќе им сметаше? Мислим, апсолутно и едно и друго. Тоа дека се они гладни зашто поише кеш е еден факт кој што е еден од главните, и друга ствар е тоа што апсолутно ти ако си во тој некој спектар политички, тебе ти е у интерес да имаш што помалку простори каде што луѓето може да слушнат дека може да се организираат и на некој другачи начин. Дека не ни треба некој капо де тути капи да ни објаснува на нас преку некои здруженија кои што они ги организираат под нивни услови колку може да бидеме ние денеска солидарни еден до друг. Значи, да, трн во око на апсолутно на некоја политичка, на некој политички ниво. Особено во овие времиња сега, кога стварно веќе нема, се трошат сите ресурси на многу брз начин. Не знаат више сами со себе што да прават. Исто проблем баш кај што не е само нити рок, ни било каква некоја политичка и критичка мисла и некој другачен начин на живот е проблем. И еколошко чак и ако идеме да гледаме, имаме исти проблеми. Мини хидроелектрани се градат по цел Балкан, Словенија не е никаков исклучок, имаш и такви некои проблеми, едноставно да се организираат луѓе меѓу себе и да штитат тоа малце што има останато од ресурси и од солидарност. Да, бидејќи таквото организирање представува секој опасност до системот. Добро. Сега ме интересира каков е народот во Словенија, каква свест има, пример дали е револтиран поради ваквите појави. Едноставно како живее еден човек во Словенија, со која свест? Се тоа е генерално. Да, интересно прашање. Мислам, прва ствар која што ќе кажам од дека и мене се чини дека е главна и многу важна да се запамти за сите е таа што Словенија со години веќе е еден од светските рекордери во стапка на самоубиство. И луѓе тоа не го знаат многу, затоа што Словенија увек се представува као некоја мека, Љубљана е разгледница, овдека се сите има море, има Алпи и толку се завршува муабетот. Тоа што стварно им се дешава на луѓе и какви притисоци имаат и какви се некои последици на нивното здравје е друга приказна. На секој на многу кратко време се слуша дека некој од некого се самоубил, например. Сега материјално гледано од аспект на некои основни потреби кои што ги имаат луѓето, работни места се намалуваат драстично уште од кризата од 2008. Многу луѓе работат во некој приватен сектор на услуги. Целата држава имаше некаков неплан да се ориентира на услуги. Уствари сами за себе имаат некаков таков доста чест, например, начин како сами се реферираат на себе, дека се слуги на аустрици, дека се слуги на Европа и така дале. Што на некој начин е вистина, само што сега имаш некој по-нов начин како тоа се прави. Например, нема никој да те вработи веќе, што многу помалце можеш да добиеш некоја редовна работа со договор, не дај Боже на неодредено време. Сите преферираат ти да си само вработен, што значи дека сам треба да си плаќаш свој здравствено и пензиско и едно друго поможности, и сам да се снаоѓаш од проект на проект. Луѓе тоа се вика има како нова каста, прекаријат, кои што едноставно работат од дека во некои такви сектори, кај што никој друг не може да ги работи. Ако се зборува за станови, за стambено прашање, многу интересно, затоа што, например,
Од еден аспект, точна е статистиката дека 98% на словенци имаат некое собственичко, дека се собственици на некоја недвижнина. Сега, тие недвижнини се обично куќи кои што нивните дедовци ги имаат изградено и мајки и татковци живеат таму. И после тоа една таква традиција у Словенија е да се изгради уште еден спрат на некоја куќа и онда тие млади кои што доаѓаат привремено на студии во Љубљана се враќаат таму и живеат со нивните. Односно, задни 10 години, ако сме искрени, и они идат у Германија. Така да тоа е некој начин на живот. Многу млади способни луѓе имаат отидено во Германија, у Австрија и Швајцарија и кој кај стигне. Затоа што дека едноставно си некако осуден на тоа да скокаш од проект на проект или да се придружиш тоа што многу словенци го одбиваат, да се придружиш на обичната работничка класа, што значи дека они ќе мора да почнат да ги работат тие работи кои што најчесто и со драге волје би им предале на некои јужњаци. Така да тоа е една таква многу интересна ствар. Друга е тоа што сега уште со COVID стапката на насилство во семејството се има покачено за 30%, што е многу. Нарочито затоа што, например, во Словенија пак не се збори многу за такви некои табу теми. Ипак е исто доста голем број од населението е се уште поврзано со католицизам, со некое чувство на дека ќе си крив ако признаеш дека ти се дешава некое насилство и така дале. Плюс едноставно алкохолизам, например, е исто една таква ствар која што е многу позната од дека луѓето имаат стварно психички проблеми и нема, мислим, не е злато се што изгледа дека се светка на некој. Не е злато се што сјае. Се што сјае. Така да не е баш, да. За свест. Да, тоа е свест, мислим, немаш многу баш. Накратко Има некои протести од време на време, ама доста од нив се некои либерални протести, едноставно луѓе кои што слушнале дека Јанша е премиерот е лош и имаат некои можда од прилика им е јасно што и како, и окей, припадник е на некоја десна, например, политичка опција, ама има тука многу некои други ствари кои што не се уште дојдени во некоја активна свест кај луѓе за да може да се политизира некако цела таа ствар и да може да справиме стварно муабет за некоја политичка организација и политичка свест на луѓе. Така да тоа е тоа. Урок, например, и у Радио Студент беа тие кои што беа малце поориентирани кон некоја освестување, плюс таква активна ствар која што може да ја правиш еден према друг во некое словенечко друштво, например. Добро, а која беше перцепцијата на обичниот народ, да речам, кон рок? Дали го сваќаја значењето на тој простор, на колективот, на тоа заедничарење, или баш го мислеа тоа како таму живеат небањатите? Тоа има увек. Мислим, прво, ако правиме муабет за Љубљана, доста луѓе во Љубљана кои што живеат имаат некаква отприлика јасна слика што е рок. Дали им се допаѓа или не е друго прашање. Факт е дека Љубљана не е исто што и остатокот од Словенија, таков некаков балон е на луѓе, затоа што сите кои што имаат малку повеќе привилегија да бидат едуцирани, односно тие кои што имале повеќе можности, тие кои што имаат моментално некаква можност да се во Љубљана, се едноставно соочени секој ден со некаква, например, повисока култура, критичка мисла и така дале и така дале. Овие кои што живеат надвор од Љубљана едноставно немаат таква прилика и не може да се очекува од нив да знаат за некој рок е младински центар, за некој е легло на наркомани. Замесно рок доби моментално многу голема поддршка од многу институции, факултети, новинари, филозофи и од многу така просечни нормални граѓани кои можеби не го сваќаат комплетно концептот на рок, ама сваќаат дека е потребно да има некој таков простор.
во Ljubljana, каде што млади, стари, мигранти, словенци, сите заедно ќе можат да се соберат на едно место и да творат заедно. Да, тие се валјда луѓето што почитуваат критичко мислење, што имат позитивен, да речем, став кон рок. Да. Да, Но, а дали, пример, рок имаше некои, да кажам, неформални соработки со други вакви автономни центри низ светот? И дали, пример, сега кога настана проблемот, доби поддршка од, да кажам, активисти од други земји, луѓе што се бават со истата проблематика? Апсолутно. Рок доби поддршка од константно доаѓа поддршка и писма на солидарност од многу различни нивоа, од многу различни држави, од Токио, од Хамбург, од секаде доаѓа, така да од Мексико. Мислим, беше едно такво простор кој што беше отворен за активисти од цел свет. Така да многумина од нив и со своји очи имаат видено, и тие што немаат видено имаат слушнато, дека се стварно еден од поретките такви објекти, такви простори кои што имаат толку многу различни активности. Значи не е само поддршка од архитекти, например, не добиваше поддршка само од тие што се бават со култура, него и луѓе што се бават со разни некои социјални, например, тематики и политика и слично. Така да, дефинитивно доаѓа поддршка од секаде. Еве и ова емисија, нека биде поддршка од редакцијата на Гласни идеи за рок, затоа и сакав да снимиме нешто вакво, за да се слушне и во Македонија. Мислам и во Македонија имаше мала поддршка се изрази, но многу мина не знаат за рок. Баш тоа што го кажа луѓе што живеат надвор од Скопје, што немале можности како да стигнат до тие информации, не се запознаени, не се тие криви, туку јазот, системот што го создава меѓу луѓето, тој е виновен, мислам, за не просветленоста, не едуцираноста на луѓето. Добро, не знам друго што да ве прашам, мислам дека прашав све што ме интересираше, па вие ако имате нешто да додадете, слободно додадете. Ја би додала дека некако во Словенија ќе биде интересно да се прати у наследните неколку години, затоа што ја од кога сум тука имам приметено огромен распад на и политички, и социјален, и на сите можни начини. Например, последна вест од вчера е дека премиерот се одлучил дека он треба да исконтролира колку уписни места ќе има на кој факултет заради некои потреби на пазарот на трудот, кој што ги нема дефинирано никој какви се и зашто уопште би им бранеле на луѓе, им би намалувале уписни места на разни факултети. И ова е ствари со цел да се некако укинат тие некои простори, значи освен напади на рок, освен напади на радио студент, се напаѓа исто и цел сектор на хуманистика и филозофија и култура и антропологија и така даје. Така да тоа е некаков интересен удар на простори каде што може да почнат да размишлуваат критички. Така да ќе видиме какви генерации ќе израснат у будуќе. Да, сега генерациите се насочени повеќе на бизнис, економија, такви факултети за потребите на пазарот, нели? Да бидеш алатка на системот на моќ кој што владае за да може он да се самоодржува уште у недоглед. Баш само морам да кажам во насока на ова нешто Енгел што го кажал пред многу години, дека капиталистите на работниците им даваат онолку колку што тие да можат да кажам да се одржуваат во живот за повторно капиталистот да може да ја користи нив, односно работниците да му како да кажам да му прават капитал, кој што капитал потоа не ги угнетува на истиот начин. Јас ќе кажам нешто што кажала Ема Голдман преди со така. Побари работа, кој таа работа побари леп, а кој таа леп оди земи си го сам левот. Да. И тоа е точно. До некаде. Добро. Па ви благодарам за разговорот. Јас стварно добив веќе перцепција поинаква за Словенија, бидејќи никогаш таму не сум била, но
мојата перцепција беше дека Словенија е баш тоа земјата на соништата, најдобра во Југославија, најдобра сега на Балканот, се стреми кон не знам каква убава иднина, но уствари според ова се вие што кажувате, дознавам дека состојбата без малку е иста како во Македонија, односно трагична. Да, мислам Словенија многу брзо оди на еден многу промакедонски пат, така што ќе биде тоа интересно да се гледа што се случува тука во иднина. Што уште ќе донесе оваа вали, како ние ќе се поставиме во врска со се тоа што ќе биде наметнато на нас, дали ќе станеме пасивни според балканската крв што ја имаме, или ќе се радикализираме малку. Да, и тоа е точно. И тука не би се согласила само да рече ова власт, туку овој систем, бидејќи властите во сите држави се различни, уствари системот е тој што ги одржува овие власти. И да, се согласувам дека мора да се организираме, барем ние што не сакаме да живееме во вакви општества, но организацијата се разбира треба да биде организирана поточно интернационално. Ви благодарам стварно за разговорот. Благодарам на вас за поканата. Хвала. Молам, се надевам дека повторно ќе имаме прилики да разговараме, но не на вакви теми како уривање на рок, туку се надевам дека во иднина ќе има позитивни теми за разговор. Новата зграда на рок. Да, може. Почитувани гледачи, благодарам и вас за вниманието. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.